Заклучно со петокот со обоени регистарски таблички биле обележени околу 700 службени возила, јавија владината служба за општи и заеднички работи. Оттаму очекува дека до предвидениот рок до 29 септември сите возила ќе бидат означени. Од јавност овој потек е коментиран како позитивен, оти обележувањето на службените возила со регистарски таблички во друга боја е првиот чекор кон поголема транспарентност и јавна контрола. Граѓаните полесно ќе ги препознаат службените автомобили. Сепак, за да имаат увид дали тие се користат наменски, потребен е вториот чекор, постојана контрола. Оти само различна боја на табличките нема да биде доволна доколку нема вистинско контролирање и санкции за злоупотребите. Без тоа ефектот ќе остане символичен, а ова ќе биде само една козметичка мерка за смирување на јавноста. Намалување на инфлацијата во следниот период и незино сведување на 2 до 3% наредната година, очекува премиерот Христијан Мицкоски. Ако ја споредиме инфлацијата со земјите околу нас кои се дел од ЕУ, Хрватска 4,6, Романија 6,8% во август, кај нас има тренд на намалување и првпат по многу месеци можам да кажем дека и базичната инфлација, но и цените на прехранбените производи на месечно ниво имаат негативен параметар. Тоа значи дека се намалуваат, истакна Мицкоски. Докторката Мери Пешевска, која беше второ обвинета во случајот онкологија, осудена е условно на 2 години казна затвор, доколку во следните 5 години не стори друго кривично дело. Во образложението на ваквата пресуда судот објасни дека ги земал во предвид олеснителните околности, односно дека осудената делото го сторила од небрежност, признала вина и изразила каење. Пешевска се задолжува да плати судски паушал, додека за имотно-правните побарувања на блиските на пациентите упати постапката да се води пред граѓанскиот суд. За потсетување, случајот онкологија ја вознемири македонската јавност при обзнанувањето за несовесно лекување на пациенти и финансиски злоупотреби од страна на повеќе лица вработени во клиниката. Прво обвинетите Нино Васев, поранешен директор на клиниката за онкологија, како и уште двајца лекари онколози се изјаснија за невини и нивното судење продолжи. Вештачка интелигенција, 5G и оптичка инфраструктура, дигитални вештини и пристап на регионалните компании до единствениот европски дигитален пазар ќе бидат само некои од прашањата што ќе ги отвори годинашниот дигитален самит на Западен Балкан, што ќе се одржува на 1 и 2 октомври во Скопје. Оваа регионална платформа ги врзува младите од регионот, деловната заедница, академијата и меѓународните партнери со цел забрзување на дигиталната трансформација во регионот, истакна министерот за дигитализација Стефан Андоновски. Расипан дел на радарот во контролата за летање на Скопскиот аеродром направи хаос во следењето на авионите. Викендов контролорите не можеа да ги следат авионите на мала височина при слетување, па затоа слетувањата беа еден по еден. Според информацијата од МНАВ, контролата на авионите на поголеми височини се врши со поддршка од грчки и бугарски радари. Контролорите на летање претходно најавуваа штрајк поради застарената опрема која беше ставена во мирување по ветувањата дека ќе се инсталира нов систем. Владата ќе набави нови 100 амбулантни возила. Ова го најави директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски, кој кажа дека на последната владина седница Министерството за здравство е задолжено да ја почне постапката. Одно на што го имам разговарано со министерот за здравство, најверојатно 80 возила ќе бидат набавени во 2026 година, а останатите 20 возила во наредната 2027 година, рече Томовски, и додаде дека покрај амбулантните возила се очекува и набавка на противпожарни возила. Есента во земјава и на северната хемисфера почнува вечерова во 20:19 часот. Во исто време на јужната полутопка на земјата ќе настапи пролетта. Првиот есенски ден ќе трае 12 часа и 17 минути. Есента ќе се замине на 21 декември во 10 часот и 2 минути, кога календарски започнува зимата. На првиот ден од есента, според синоптичарите, минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 14, а максималната ќе достигне од 27 до 32 степени Целзиусови.
Во Белград викендов се одржа голема воена парада под слоганот "Силата на единството", на која беа презентирани околу 2500 единици оружје и воена опрема. Според проценките на властите, на парадата присуствувале околу 50.000 граѓани. Српскиот председател Александар Вучич порача дека ова е опстанок и победа на Србија која сака мир и просперитет и знае како да го зачува своето достоинство, територија и иднина. Иако слоганот ја нагласуваше силата на единството на дел од граѓаните, вклучително и на студенти кои со месеци протестираат, не им било дозволено присуство. На средба со хрватската заедница во Њујорк, хрватскиот председател Зоран Милановиќ порача дека Хрватска, иако е членка на ЕУ и НАТО, сепак мора да ги брани своите интереси без да биде марионета. Хрватската држава не е коцка во Европската унија, изјави тој, нагласувајќи дека Европа не е држава и дека не сака да живее во таква држава. Милановиќ предупреди и дека Брисел не смее да стане центар што се меша во се. Во Анталија доцна во петокот избувна нов шумски пожар меѓу округот Кунду и Белек, надоврзувајќи се на серијата пожари кои претходно ги зафатија и соседните популарни туристички дестинации. Туристите и жителите од околните населени места превентивно се евакуирани во безбедни зони. Властите соопштија дека силата на огнот била толку интензивна што ја претворила ноќта во ден. Велика Британија, Австралија и Канада вчера официјално ја признаа Палестина како држава. Британскиот премиер Кейр Стармер во видео обраќање порача дека признанието има цел да ја разбуди надежта за мир и решение со две држави. Истовремено и австралиската и канадската влада објавија признавање на палестинската држава. Нивниот чекор го следеше и Португалија. Израелскиот премиер на овие одлуки изјави дека никогаш нема да постои држава Палестина. Главните европски аеродроми почнуваат да се нормализираат по големиот сајбер напад кој ги погоди системите за чекирање и предизвика хаос во изминатите 2 дена. Лондонскиот Хитроу и берлинскиот Бранденбург веќе се стабилизирани, додека Брисел се уште се соочува со проблеми, каде што се откажани 45 полетувања и 30 слетувања. Нападот ги зафати само компјутерските шалтери за чекирање, а вработените се снаоѓаа со резервни системи и лаптопи. Засега не е познато кој стои зад нападот. Во Варшава се одржа протест против вмешувањето на Полска во војната во Украина. На плоштадот Роман Димовски се собраа неколку стотици демонстранти со национални знамења, барајќи прекин на воената поддршка за Киев. Настанот го организираше партијата Конфедерација на Полската круна под слоганот "Не за испраќање пољаци на туѓи фронтови". Главните полски медиуми не известија за овој протест. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека на Будимпешта не и се потребни рецепти од Брисел, додавајќи дека тоа е патот кон сигурен неуспех, додека како што истакна националниот пат е гаранција за унгарската безбедност. Со национална влада која е подготвена да се спротивстави на Брисел, земјата може да биде безбедна и слободна од мигранти, додека пробриселска влада би значила спротивното, предупреди Орбан. Според него, планот за јакнење и обнова на нацијата во предстојните 10 години е на маса, а во меѓувреме Унгарија ќе ги штити своите граници, отворено залагајќи се за земја без мигранти. Повеќе од 100.000 американци се собраа на стадионот во Глендейл, Аризона, на комеморацијата за убиениот политички активист Чарли Кирк. На настанот присуствуваа председателот Трамп, подпредседателот Венс и неколку високи представници на администрацијата. Денес ќе го прославиме животот на еден голем човек, изјави Трамп пред поаѓањето на церемонијата, додавајќи дека тоа е тежок ден за нацијата. Кирк беше застрелан на 10 септември на Универзитетот во Јута.